10,5 милиони денари за проекти во општина Василево почна преадаптацијата на културниот дом во спортска сала во Нова Мала. Грантовите за самовработување ќе бидат и предрадовишани, како до вработување и сопствен бизнис. Намалување на отпадната пластика и рециклирање на пет пластичен отпад од домаќинствата во Гевгелија. Проект за заштита на животната средина. Поштовани гледачи, добре дојдовте во дневникот на телеканал 1. Ја погледнавте насловната страница на дел од содржините за кои што ќе гледате во него. Почнуваме веднаш. Со 10,5 милиони денари од општинскиот буџет Василево ќе финансира неколку проекти. Меѓу нив и проектот за адаптација и пренамена на Домот на културата во Нова Мала во спортска сала, како за учениците, така и за рекреативците. Општина Василево ја почна изградбата на нова спортска сала во населеното место Нова Мала. Градоначалникот Ванчо Стојанов информира дека за оваа намена ќе го преадаптираат објектот на стариот Дом на културата. Тој истакна дека оваа инвестиција е дел од неколкуте проекти кои вкупно чинат 10,5 милиони денари. Пред неколку дена најавивме неколку проекти кои треба да бидат реализирани на територијата на општина Василево. Денес сме овде во населено место Нова Мала за да им покажеме на нашите сограѓани она што го ветивме дека отпочнуваме со реализација на програмата за ова 2017 година. Она што беше предвидено во буџетот на општина Василево само за овие неколку проекти во подогражденскиот простор, општина Василево издвои сопствени средства во висина од 10,5 милиони денари за реализација на неколку проекти. Овде во населено место Нова Мала, односно во школскиот двор, културниот дом кој беше руиниран ќе биде потполно реконструиран и адаптиран во спортска сала заради учениците кои ги имаме овде во основното училиште за одвивање на наставата по физичко воспитување, а се разбира и за рекреативците, оние кои сакат да спортуваат и рекреираат. Општината исто така е во процес на распишување на јавна набавка за избор на најповолен понудувач за изградба на две улици во Висока Мала и во Ангелци. Исто така ќе започне и порамнување на школскиот двор во Висока Мала, пошто ќе започнат активностите на Агенцијата за млади и спорт за изградба на баскет игралиште, соопшти Стојанов. Со самата набавка имаме распишано и тендер за избор на изведувач за порамнување на школскиот двор во подрачното училиште во населено место Висока Мала, со што потоа ќе следува и активности на Агенцијата за млади и спорт, односно изградба на едно стрит баскет игралиште кое ќе биде исто така во служба на учениците од оваа подрачно училиште. Првиот човек на општината најави и асфалтирање на улица во Нова Мала во првата половина на 2017 година, а Василево дополнително издвои 10 милиони денари за патот Чанаклија Нова Мала со изградба на крак улица во Чанаклија, која со последната трета фаза ќе ги поврзе овие две населени места. Во втората половина на март ќе се гради и повеќе наменско игралиште во Добрашинци кое чини 3 милиони денари. Во општина Радовиш расте заинтересираноста на невработените лица кои сакаат да се пријават на проектот за обезбедување грантови за почнување сопствен бизнис на Агенцијата за вработување на Република Македонија. На првата информативна средба, која ќе се одржи в петок, на пријавените ќе добијат детални информации за програмата. Првата информативна средба во Радовиш за сите заинтересирани лица кои сакаат да се пријават за грантови за самовработување ќе се одржи во петок во работниот клуб во Центарот за вработување. На неа кандидатите ќе бидат комплетно информирани за програмата и финансиската поддршка која ја нуди Агенцијата за вработување на Република Македонија, како и можноста на користење на грантот. Директорот на АВРМ Радовиш Наце Димитриев апелира до сите невработени навреме да се пријават. Значи, донесен е оперативниот план за активните програми и мерки за вработување, за поддршка за отварање нови работни места за 2017 година. И еве од вчера почнавме со примена на првата програма од тој оперативен план, односно програмата за самовработување, како мерка за поддршка на претприемништвото кај на нашите клиенти, кај невработените лица кои што планираат да отпочнат своја дејност, да се занимаваат со собствена дејност и да се појават на пазарот на труд како работодавачи.
Проектот за обезбедување грантови за самовработување преку започнување на сопствен бизнис на АВРМ започна вчера и ќе трае до 10 март. Право на аплицирање имаат сите невработени лица кои се активни баратели на работа на возраст до 29 години. Износот на грантовите оваа година е зголемен и изнесува 4000 евра. Значи, потребно е лицата во рокот на траење на огласот да дојдат во Агенцијата за вработување, конкретно тука во Центарот за вработување Радовиш, да поднесат апликација, покасно да ја комплетно, значи апликацијата да ја пополнат, да го затворат аплицирањето со пополнување на соодветен прашалник, понатаму да се вклучат во 4-дневна обука која што според календарот на самата програма е предвидена. Оваа мерка трае веќе 11 години поред. Со новите грантови се очекува да се отворат 1000 нови бизниси, за што се обезбедени 4,6 милиони евра. До 3 мај 2017 година трае повикот на Фондот за иновации и технолошки развој за поддршка на заинтересираните стартап предпријатија кои може да аплицираат за грантови до 30.000 евра за да развијат иновативно решение со глобална перспектива. Во изминатиот период преку фондот и владата беа определени и распределени 1,5 милиони евра директна поддршка за иновациите во Република Македонија со не смален интензитет, напротив со зголемен интензитет. Во следниот период и следнава година продолжуваме. Имено оваа година планирани се 3,7 милиони евра за поддршка на иновациите во Република Македонија. Во моментов е актуелен 4-тиот оглас на Фондот за иновации и технолошки развој, за кој што стојат на располагање 1,45 милиони евра директна поддршка за развојот на иновациите во Република Македонија. Проектот Фондот поблиску до пензионерите предвидува одржување на 30 едукативни работилници низ Република Македонија на кои стручени лица ќе имаат можност пред представници на сојузите на пензионери во секој од тие 30 града каде фондот има подрачни служби да ги представат и да ги едуцираат пензионерите за нивните права од здравственото осигурување и да одговорат на нивните дилеми. Ова денеска го изјави директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски, кој заедно со директорите на ФЗО Морхана Рамадани се сретна со председателот на Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија Драги Аргировски и представници на Сојузот. Ова е исклучително важен проект затоа што пензионерите се една од најголемите категории по број на осигуреници во Република Македонија. Повеќе од 300.000 пензионери се корисници на здравственото осигурување и од тие причини се посветуваме максимално и се фокусираме со работата кон оваа таргет група за пензионерите да остварат што повеќе права од здравственото осигурување, рече Стефановски. Посочи дека годинава предвидуваат во определените подрачни служби околу 5000 пензионери да дојдат на работилниците и да се распрашаат за нивните права. За пензионерите наглас имаме и други проекти кои се во програмата за работата на фондот. Истовремено и од Сојузот на пензионери сметаат дека овој проект ќе придонесе за подобро снабдување и подобри здравствени услуги на пензионерите. Ние остануваме на тема од здравството. Пелтечењето е еден од проблемите со кои што се среќаваат децата од 2-та до 5-та година од животот. Ова беше тема на утринскиот пулс на телеканал АЕТ. Да видиме што велат докторите за овој проблем. Кажи ни што точно представува пелтечење и на која возраст најчесто се јавува? Прво да ви честитам за темата. Вие секогаш избирате теми кои што се според барањето на гледачите и доста актуелни теми. Благодарам. Така да ова е една од темите кои ги за сега говорните нарушувања. Можеме да се каже дека според етиологијата, според начинот на кој што настанува, според симптоматологијата, според техниките за третман на ова ново нарушување спаѓа како еден посебен дел од третманот на говорните нарушувања. Всушност, пелтечењето, самиот збор кажува дека е всушност нарушување на
на флуидниот говор, течниот говор кај лицата кои што го имаат ова нарушување. Тоа значи дека при почетокот на кај овие лица целата фраза, реченица, израз не може да се заврши без одреден прекин, така да тоа се гледа во моментите кога дали на почетокот на реченицата, на изразот на фразата, дали во средината настанува едно краткотрајно, во зависност од тежината, од степенот на нарушувањето, еден застој во флуидноста, тоест во течноста на говорот, така да лицата се чувствуваат инхибирани и пораката која што треба да ја пренесат во комуникацијата е нарушена, кај нив се јавува една незгодна состојба, така да комуникацијата веќе од емоционален и социолошки аспект преминува во друга сфера. Одиме во Гевгелија, таму се спроведува проект за рециклирање на пластичен отпад со цел да се намали отпадната пластика во општината. Има тенденција на одржливост и по завршувањето на проектот организаторите очекуваат подигнување на свеста за опасноста од отпадот и потребата од заштита на животната средина. Во општина Гевгелија започна да се реализира проектот намалување на отпадната пластика и рециклирање на ПЕТ пластичен отпад од домаќинствата. Генералната цел на проектот е намалување на отпадната пластика во општината. Проектот има тенденција на одржливост и по завршување на проектот се очекува подигнување на свеста за опасноста од отпадот и потребата од заштита на животната средина. Тоа ќе предонесе за продолжување на соработката со училиштата преку собирање и откуп на пластични шишиња во наредните 3 години. Преку овој проект, луѓе од социјално загрозените семејства се вклучени во активностите и ќе добиваат финансиска и лична корист. Набавката на машината дробалка како иновација во општина Гевгелија ќе предонесува за намалување на отпадната пластика и по завршување на проектот на тој начин што и истата ги се рециклира. Главна цел на проектот е намалување на отпадната пластика од домаќинствата и од целата територија на општина Гевгелија. Други конкретни цели на проектот се намалување на отпадната пластика, како што веќе споменав, од територијата на општина Гевгелија и од домаќинствата, подигнување на свеста кај луѓето од општина Гевгелија, пред се кај децата. За таа цел ќе бидат одржани обуки во училиштата. Исто така, друга конкретна цел е да се информираат луѓето каде ќе можат соодветно да го одложуваат отпад од пластика, пет отпадот. Проектот ќе се спроведува од Сдруженијето за едукација на деца и млади Сложувалка, компанијата Близна Ком и Фондација Полоне од Гевгелија со вкупен буџет од $34,000, од кои $23,000 се обезбедени од страна на Глобалниот еколошки фонд. Као што објавивме, Валандово ја пушти во употреба градинката во Удово, која почна да се гради минатата година. Во овој објект ќе се згрижат 40 на деца кои досега мора да патуваат до централната градинка Калинка во центарот на градот. Новата детска градинка во Удово, чија изградба почна минатата година, од вчера свечено е пуштена во употреба. Се работи за подрачен објект на централната градинка Калинка во Валандово, каде се прифатени 40 деца, распоредени во 2 воспитни групи од 2 до 4 и од 4 до 6 години. Во општина Валандово најавуваат дека во план е да се отвори уште една подрачна градинка покрај оние во селата Јосифово и Пирава, кои веќе известно време функционираат. Така ќе им овозможиме на родителите, бидејќи превозот на тие дечиња е многу скап до централната градинка, да нивните деца се образуваат уште од мали нозе во градинката во село Удово. Исто така, за 2017 година, веќе е распишан тендер, ќе имаме за 4 бојмински села Грчиште, Марвинци, Балинци и Брајковци изградба на градинка. Имаме направено сондажа колку деца би евентуално оделе во таа градинка, тоа е некаде околу 46 дечиња.
имаме распишано тендер, имаме во буџетот одвоено 6 милиона денара за таа намена и сметам дека таа градинка во текот на 2017 година, да не кажам за 3-4 месеца, ќе биде ставена во функција. Вредноста на инвестицијата е 2 милиони и 500 илјади денари од Општинската каса за адаптација на објект на старата училишна зграда на подрачното училиште Страшо Пинџур во Удово, а уредувањето на градинката со мебел и инвентар е на Министерството за труд и социјална политика. Во детската градинка во Јосифово се згрижени 40 деца, а во Пирава околу 30. Централната градинка Калинка пак згрижува околу 150 деца, а има капацитет да прими 180 деца. Во продолжение на дневникот следува блокот информации од светот. Председатели на држави и на влади од Германија, Шпанија, Италија и Франција ќе имаат средба на 5 март во Париз по покана на францускиот председател Франсуа Олонд. Тој ги поканил германскиот канцелар Ангела Меркел и премиерите на Шпанија и на Италија. Средбата во Париз ќе биде дел од подготовката на средбата на високо ниво во Рим закажана за 25 март, за да се одбележи 60 годишнината од формирањето на Европската економска заедница. Рахој и Оланд беа председавачи на билатералната средба во Малага. На неа присуствуваа и неколку министри од нивните влади. Околу 1,4 милиони деца во Нигерија, Сомалија, Јужен Судан и Јемен се соочуваат со опасноста да умрат од глад оваа година, соопшти Детскиот фонд на Обединетите нации. Во Јемен, каде околу 2 години се води граѓанска војна, 462.000 деца страдаат од сериозна неухранетост. Бројот на неухранети деца во Нигерија, каде действува исламистичката групација Боко Харам, е околу 450.000. Во Сомалија, поради сушата, 185.000 деца се соочуваат со закана од глад, а за неколку месеци нивната бројка ќе достигне 270.000, предупредува УНИЦЕФ. Во Јужен Судан над 270.000 деца страдаат од неухранетост, а во сојузната држава Јунита, каде живеат 20.000 деца, вчера беше прогласена состојба на општа глад. Група турски научници ќе заминат следните денови на Антарктикот со цел да ја создадат таму првата научно-истражувачка база на Турција, изјави во интервју за Анадолија директорката на Поларниот истражувачки центар при Истанбулскиот универзитет Бурџу Јаззој. Групата ќе ги заврши подготвителните активности за спроведување физибилити студија за проектот. Научната работа на Антарктикот е важна за собирање информации за глобалните климатски промени. Неколку земји таму спроведуваат истражувања во областа на физиката, геологијата, биологијата, а Турција исто така има потенцијал за таква работа, рече Јазој. Во април минатата година, група од 14 турски истражувачи од 7 турски универзитети, меѓу кои лекари, ботаничари, синоптичари, геолози и океанографи, извршија научна експедиција до Антарктикот со цел да се проучат последиците од глобалното затоплување. Турција е меѓу учесниците во Антарктичкиот договор потпишен во 1959 година, со кој таму се дозволува спроведување единствено на научна дејност. Поларниот истражувачки центар на Турција е создаден во 2015 година. Американската вселенска агенција НАСА најави за 22 февруари утре голема пресконференција на која ќе соопшти за најновите своји откритија вон сончевиот систем. Се очекува НАСА да објави откритија за бројни информации за екзопланети, планети што кружат околу звезди вон сончевиот систем. Екзопланетите или вонсоларни планети моментално представуваат вселенски тела во кои се вградени големи надежи кога е во прашање животот во вселената, бидејќи за многумина од нив се покажало дека личат на Земјата и може да има услови за живот, објави Индепендент. Конференцијата на НАСА ќе биде пренесувана во живо и се очекува на неа да присуствуваат астрономи и научници од целиот свет. И пред да се одјавиме уште една информација дека утре по 12 пат ќе се одржи меморијалниот планинарски марш во чест на председателот на Република Македонија Борис Трајковски, кој се одвива во два дела. Утре почнува првиот дел на
патување од Струмица до Скопје, кој ќе се изведе во 4 етапи со учество на планинари од Струмица, Радовиш, Гевгелија и Неготино. Во недела на 26 февруари планинарите треба да пристигнат до гробиштата Бутел, каде на Пладне ќе се одржи и чествување на гробот на прерано загинатиот претседател Борис Трајковски. Целата патека е во должина од 202 километри, а сите етапи планинарите ќе ги придржува возило со храна и друга опрема. На овој прв дел од меморијалниот планинарски марш планирано е да учествуваат 15 планинари кои ќе ја поминат целата траса, а во првата етапа ќе земат учество повеќе планинари од Струмица и од Радовиш. Вториот дел од овој меморијален марш ќе биде на патеката Беласица во должина од 35 километри со искачување на врвот Борис Трајковски Ботра, кој што е со височина од 1880 метри надморска височина со учество на 80 планинари, 8 од Македонија, ќе има и од Петрич, Сандански и од Софија, Бугарија. Овој втор дел се одвива на 25 и 26 февруари. Ова беше информацијата за утрешниот старт на меморијалниот планинарски марш кој го организира планинарското друштво Ентузијаст, а тука и ќе се одјавиме од дневникот. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.